интересните, заради тоа што има од 16 веќе, има убави ламинации, овие слики на теги, овие се како посебни уметнички дела, како слики, препишувачот се предпоставува, тој што го препишува ракописот, ги цртал и потоа ги вметнувал. Има голема уметничка вредност. Ретко се среќава во ракопис од 16 век вака детална уметничко дело. Се наоѓаме во Центарот за заштита на Националната библиотека, сегмент кој што започнува да функционира уште од самиот почеток на формирањето на институцијата, односно првиот сегмент од Центарот започнува во 1953 година со скромни почетоци, односно од аспект на превентивна заштита на материјалите кои што се давале на користење на корисниците. Подоцна со развојот на функциите на библиотеката се развива и вториот сегмент, односно микрофилмската лабораторија, процес кој што во минатото беше многу често користен за заштита на библиотечните материјали. Со преселбата на Националната библиотека во новата зграда, односно во оваа зграда каде што се наоѓаме денес, првата наменска зграда за библиотечна установа во државата, па и пошироко во тогашната федерација, се создаваат услови за развој на цел центар за заштита, односно за развој на последниот сегмент од центарот, лабораторијата за конзервација и реставрација. Незините почетоци датираат во периодот на преселбата на фондот на библиотеката во оваа, како што реков и претходно, наменска зграда, бидејќи фондот бил доста оштетен од претходните елементарни непогоди, односно од катастрофалниот земјотрес во 63-та година и поплавата во 62-та година, така да неговата преселба во новите депоа на преселбата во новите депоа морала да претходи една негова дезинфекција. Со купувањето на комората за дезинфекција, колегите кои што биле првата генерација на конзерватори на библиотечни материјали во Македонија, го започнале процесот и успешно го дезинфицирале целокупниот тогашен фонд на Националната библиотека. Значи, овој најмал сегмент или лабораторијата за конзервација и реставрација, каде што се наоѓаме во моментов, започна да функционира во 1972 година и од тогаш представува Републички центар за заштита на материјали на хартија, кожа и пергамент. Процесот на заштита е многу специфичен, индивидуален и одговорен процес. Го спроведуваат високостручни кадри или конзерватори кои што се обучени за ваков вид на заштита на вредно културно наследство. Зашто велам дека е одговорен уште од самиот почеток, заради тоа што станува збор прво за селекција на материјалите кои што треба да се подложат на процес на заштита, бидејќи процесот е макотрпен и многу скап. И на почетокот треба да се направи многу добра проценка дали сите материјали кои што се оштетени треба да бидат подложени на овој процес. Во оваа приоритетна листа се земаат во предвид освен вредноста на материјалот, неговата старост или некои други фактори се зема во предвид и неговата дали тој материјал е доволно вреден да може да се подложи на ваков процес. Приоритет секако се дава на материјалите кои што се библиотечни добра, односно кои што се движно културно наследство. Во рамки на фондовите на Националната библиотека имаме 11 такви збирки кои што се веќе прогласени и во моментов се работи интензивно на процесот на нивна заштита. Без разлика за каков и да е вид на оштетување да станува збор, на почетокот мора да се документира секој оштетување и да се направи, во зависност од тоа дали материјалот е културно наследство или не, мора да се следи постапката која што е пропишана со Законот за заштита на културно наследство. Во нашата лабораторија последниве десетина години е започнато со процес на интензивно истражување на материјалите и тоа се микрохемиски тестови кои што се прават на
за определување на составот најчесто на материјалите, на видот на оштетувањата, но во рамки на овие истражувања се прават и така наречени предтретмански тестови, односно се истражуваат материјалите кои што би се примениле во самиот процес на заштита, нивното влијание врз заштитеното добро и така натаму. По спроведувањето на процесите на истражување, кои што се разбира се клучни за понатамошниот процес на заштита, се преминува на конкретната постапка. Постапката, како што ќе видите во прилогот, започнува најчесто со третман на корицата, бидејќи станува збор за библиотечни материјали, многу често составен дел од материјалот е неговата подврзија, односно корицата, која што најчесто е во најлоша состојба, бидејќи нејзината функција е да го заштити хартиениот сток. Ако треба да се одвои, тогаш значи корицата се одвојува, продолжуваме со реставрација на хартиениот сток, односно се чисти материјалот. Ако станува збор за мастило, мастилото кое што е потребено и ако е тоа растворливо во вода, тогаш ни доаѓаат во предвид мокри постапки. Чистењето се прави исклучиво со сува постапка. Продолжуваме со процес на неутрализација, процес на аноксија, односно многу често еден голем дел од материјалите се биолошки оштетени. Вака подготвениот материјал потоа може да продолжи во процесот на реставрација, односно ако заклучиме дека недостасува хартиениот медиум, односно делови од хартијата се искинати, популарно кажано, тогаш преминуваме на процес на реставрација. Која процедура ќе се користи зависи од многу фактори, најчесто од вредноста на материјалот. Ракописните материјали кои што се највредни најчесто се третираат со рачна постапка. Последната фаза од процесот на заштита е враќање на корицата, која што многу често кај старите ракописи е од кожа, некогаш од хартија или платно. Нејзиното враќање на хартиениот сток, поврзувањето на овие два дела во една комплетна публикација или книга или серијска публикација се врши во последниот сегмент, односно подврзијата. Процесот на реставрација на хартијата се пресликува и на кожата и ние многу често сме во состојба да мораме да правиме реставрација и на повезот, како и во сите сегменти од заштитата на културното наследство, така и овде, значи имаме недостаток на стручен кадар. Станува збор за професија за која што не постои формално образование, значи ние сме конзерваторите, и во наша институција е таков случајот, доаѓаат од различни образовни профили, така да во оваа професија има потреба освен од хемичари, биолози, историчари на уметност, ликовни уметници, така натаму, значи станува збор за една интердисциплинарна професија, која што во последно време е многу интересна и за помладите генерации. Значи споменав и претходно, значи ние сме веќе втората генерација на конзерватори која што работи во Националната библиотека, но се надевам дека наскоро ќе бидеме во состојба да го прошириме тимот и со помлади луѓе, бидејќи од моето досегашно искуство младите се страшно заинтересирани и ја препознаваат вредноста на една ваква професија.